Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на 24 анализа, во кое вечерва ќе имаме можност да проследиме две многу важни теми со гости со кои што ќе имаме можност да разговараме во првиот дел на анализата во однос на трговијата со луѓе. Она што е главно прашање кое што треба да се запрашаме и она што главно треба да ни биде мотив во самиот разговор на кој ќе треба да одговориме заедно со невладината организација Отворена порта и незините две представнички, е како се одвива идентификацијата, заштитата и реинтеграцијата на жртвите на трговијата со луѓе во Македонија. Додека пак во вториот дел на 24 анализа ќе имаме можност да проследиме дебата со 9 средношколци од 3 различни средни училишта во Скопје. И за тоа каква е перцепцијата на младите во однос на медиумите. Особено традиционалните медиуми, но и медиумите кои што денес веќе се најважни кај младата популација, особено на она до 20 години. Може би очекувавте колешката Душица Мрѓа во овој термин, но оправдано одсутна, еве, имаме можност да поразговараме и за овие тематики. Би започнал веднаш со она што ни е прв дел од 24 анализа, а тоа е заедно со моите вечерашни гостинки да поразговараме токму околу темата која ви ја најавив како особено важна. Јасмина Димишковска-Рајковска, извршна директорка на Отворена порта, и заедно со Марија Тодоровска, програмска директорка на Отворена порта, на кој им посакувам добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлично, благодарим. Да, со маските малку чудно, но веројатно ќе се навикнеме додека трае сето ова колку да се заштитиме. Да бидеме ефективни, јас предлагам да почнеме од старт. Може ли само да ги запознаеме гледачите со Отворена порта, кратко едно резиме. Не е извршно, туку резимето на Отворена порта. Секако да, значи Отворена порта е невладина организација која веќе 20 години активно работи на справување со феноменот трговија со луѓе. Значи, уште во далечната 2000 година 5 ентузијасти одлучија да формираат организација која што ќе работи на овој феномен. И со текот на годините организацијата растеше, во рамките на оваа организација се развија неколку различни програми. Ние почнавме со превенцијата само, меѓутоа со текот на времето програмите се проширија како на превенција, така и на директна поддршка на жртвите од трговија со луѓе и застапување и лобирање. Во 2002 година веќе го отворивме првиот и единствен, се уште единствен SOS телефон на кој што јавувачите можат да се информираат за проблемот на трговија со луѓе, да добијат насоки како да се заштитат самите себе си и исто така доколку некој се сомнева на конкретен случај од трговија со луѓе може да пријави на SOS телефонската линија. Подоцна во 2005 година го отворивме првото и се уште единствено прифатилиште за жртви од трговија со луѓе, каде што жртвите добиваат пред се безбедно сместување, потоа задоволување на основните потреби, добиваат медицинска, правна помош, добиваат психосоцијална поддршка и подготовка за нивно враќање во средината, односно во семејствата или во општеството генерално, каде што би продолжиле со својот живот. Трговијата со луѓе е глобален проблем. Разговараме за нешто со кое што се соочуваат земјите ширум светот, сите земји ќе речеме, но покрај постоењето на меѓународната правна регулатива, меѓународните закони, прописи и конвенции, секоја од државите веројатно има свој специфичен проблем со кој што се соочува во однос на оваа тематика. Може ли да се лоцира кој е најголемиот проблем во Македонија кога станува збор за трговијата со луѓе? Што е она што државата веднаш треба вчера да го реши? Да. Ќе започнам со фактот дека оваа година се одбележува 20 години од подготовката и подпишувањето на Палермо протоколот на Обединетите нации за борба против организиран криминал и трговија со луѓе. И еве она што го направивме оваа година, анализирање на состојбата, колку сме напреднале по однос на
меѓународните стандарди кои што овој протокол и останати стандарди ги подпишуваат, колку сме напреднале и што е она што нели треба да се подобри. Морам да кажам дека има доста голем напредок во Македонија во однос на правната рамка, регулативите кои што се во согласност со меѓународните стандарди и се уште се подобруваат, меѓутоа најголемиот проблем морам да кажам е дека класичното спроведување на терен, практичната работа. Јас мина веќе спомена, иако имаме сервиси за заштита на жртви на трговија со луѓе, вклучувајќи го шелтерот, вклучувајќи и законската регулатива, сепак проблемот е што не сите се достапни за жртвите, вклучувајќи медицинската заштита и особено делот на реинтеграција, бидејќи реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе е клучна, затоа што нели тие треба да ги надминат траумите, треба да се рехабилитираат и подоцна да продолжат нормален живот, а што вклучува нели сместување, економско јакнење на овие лица и останати работи. Но исто така еден од клучните проблеми за Македонија е идентификацијата, ефективната идентификација и откривање на трговијата со луѓе. Ако ги видиме бројките, се релативно едноцифрени бројки на идентификувани жртви, 6 лица минатата година, 9 лица 2018, меѓутоа тоа не објаснува реалната состојба. Тоа докажува дека огромен број од лица за жал не се откриени. Од една страна им било срам или не се чувствуваат сигурни да пријават случај на трговија со луѓе, од друга страна се уште треба да ги градиме капацитетите на институциите, тоа е полицијата, центрите за социјална работа кои што се најодговорни, да ги градиме нивните технички капацитети, нивните човечки капацитети и воопшто повеќе капацитети за идентификување на различни форми на трговија со луѓе. Кажете ми, дали имате соработка со институциите? Верувам дека главните референтни точки за контакт во оваа ситуација се Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика. Дали ви излегуваат во изминативе 20 години во соработка за проблемиве кои што ги најавува, ги спомнувате како клучни? Да, секако да. Имаме изградено многу плодна соработка со двете институции, значи со Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика. Секако тука јас ќе ги додадам и Министерството за образование, каде што соработуваме доста, највеќе на полето на превенција, но исто така на идентификација. Преку нашите програми ние успеавме на добар дел од стручниот персонал во училиштата и наставничниот кадар да им направиме едукација за рана идентификација на потенцијални жртви од трговија со луѓе, па морам дури да нагласам дека имаме и случаи кога педагози или психолози од училиштата или некој класен раководител, директор на училиште ќе се јави и ќе не информира дека постои сомнеж за одредено дете дека е во ризик од трговија со луѓе. Како доаѓаме до моментот да заклучиме дека дете е во ризик за трговија со луѓе? Верувам дека тоа на гледачите би им било многу исклучително важно да го знаат, можеби и да препознаат некогаш. Од страна на училиштата тоа најчесто се препознава со тоа што децата почнуваат да отсуствуваат од часовите. Секако класните, педагозите, психолозите ги следат децата во училиштата, ги следат кругот на другари со кои што тие се дружат, следат што прават надвор во школскиот двор и нели нормално стапуваат во контакт со семејството, пред се да видат дали од оправдани причини детето не ја посетува наставата, доколку нели и родителите не се информирани, понатаму превземаат чекори. Ние имавме конкретни случаи каде што наставниците се јавија до нас да не информираат дека одредено дете не посетува настава, попуштило со успехот, иако претходно имало добри оцени, однесувањето на децата во училиштето. Сепак тие се професионалци и со редовно следење многу лесно можат да идентификуваат кога некој дете почнува со девијантно однесување во училиштето. Така. Кажете ми, во однос на анализата, што е клучно што треба, од она веќе споменавме доста работи, но што е оно што треба да го извлечеме од анализата и да го знаат гледачите, да го имаат на ум?
Па добро, од оно што можеме да извлечеме на анализата, првично да продолжам со дискусијата, оно што заклучевме, ние вкупно имаме асистирано 168 лица жртви на трговија со луѓе. Анализата покажува дека сите жртви кои што биле сместени во нашето прифатилиште и во нашата придружна програма за придружна социјална работа се од женски пол. Жени и девојчиња, всушност статистички најголем број или негде повеќе од 66% се деца од 10 до 17 години, апрово оно што го зборувавме. Меѓутоа и оно што е клучно од анализата што покажува, особено за децата, дека тие доаѓаат од семејства каде што има ризик, огромен ризик. Тоа би се вклучувајќи и семејните работи, каде што немаат основни финансиски средства, ниту пак соодветно стандард за живење, но исто така во семејствата постои запоставеност на грижата на децата, семејно насилство е присутна одредени девијантни појава, злоупотреба на друга, алкохол или извршење на одредени кривични дела, кои што на некој начин ги укажуваат ризиците. Од друга страна, децата се најголем дел од жртвите и од причина што зависат комплетно од возрастните и многу полесно можат да бидат вовлечени. Од друга страна, оно што е карактеристично од анализата е дека се уште најголем број од идентификуваните лица се само заради сексуална експлоатација, но фактот и индициите покажуваат дека присутните се и останатите форми на трговија со луѓе. Трговија со луѓе вклучува и трговија со цел трудова експлоатација, злоупотреба на трудот на работниците, особено во сектори кои што се со слаби работнички права, земјоделскиот сектор. Да, простете што ве прекинувам, Марија. Веројатно во овој дел можеби гледачите треба да им објасниме во баш дефинициски што представува трговија со луѓе, бидејќи некој кога ќе ви спомне трговија со луѓе, веројатно на памет ви доаѓа од надвор носени луѓе, донесени тука, и нивна злоупотреба наспроти законските регулативи на државата. Но дали може да се смета за трговија со луѓе, еве како што бидејќи спомнавте експлоатација на трудот, на внатрешни на население, домашно население? Тоа е добро што прашавте, бидејќи гледајќи анализата и она што го исто го извлекуваме, во почетоците помеѓу 2003 и 2005 најголем скоро сите жртви беа странски државјанки, така и почна подемот на трговија со луѓе. Странски државјанки од од Јужна Европа, да кажеме, од советските земји, молдавки, русенки и така натаму, но од 2014 година трендот почнува да се менува. Значи најголемиот дел од жртвите беа наши државјанки, наши девојчиња и жени. Наши дома или наши надвор? Наши државјанки кои што беа тргувани внатре во Република Северна Македонија и тоа се вели дека е внатрешна трговија со луѓе. Може би да се пренесуваат од еден град во друг град или пак да останат во истото место, меѓутоа тоа е внатрешна за трговија со луѓе. Оно што морам да го кажам кога зборуваме за трговија со луѓе, има три основни елементи. Првиот е актот на врбување, како се вовлекуваат лицата во ситуацијата, вообичаено со лажни понуди за работа и каде што трговците ги искористуваат емотивната врска со жртвите, методот познат како љубовник и така натаму. Втората алка е користење на мерки од страна на трговците и регрутирите, должничко робство, каде што плаќаат повеќе работи ги држат ограничени жртвите, не ги пуштат сами да излегуваат надвор или пак поради ранливата позиција во која што тие се наоѓаат, тие се плашат нели да признаат. И третиот елемент е самиот чин на експлоатација, кој што може да биде во различни форми, кој што ги споменав: сексуална експлоатација, трудова експлоатација, принуда за питачање, вршење на кривични дела. Дури и принудни бракови кои што се доста застапени, да кажем, и за внатрешната трговија и за трговијата во друга смисла за Македонија, каде што многу девојчиња се уште се започнува со принудните или договорени бракови, како што се вовлекуваат и се искористуваат најмногу заради сексуална експлоатација. Значи, реално таа е ситуацијата. Јасмина, во овој дел ме интересира, јас од она што го гледам ги имаме и намаса дел од податоците, од флаерот кој вели за обезбедената помош и поддршка на жртвите на трговија со луѓе 2005-2020 година, мене ми е фрапантна бројката дека 42%, впрочем најголемиот број се на возраст помеѓу 15 и 17 години од оние кои употребиле помош и поддршка. Токму така, значи дали е ова најзафатената возраст? Токму така, значи возрастната граница се движи од 10 години па до 30 години. Меѓутоа, најголем број од жртвите кои што се идентификувани се токму на возраст од 15 до 17 години или 42% од
од вкупно асистираните жртви од страна на Отворена порта. Јас, значи, исто така, уште еден фрапантен податок е дека најголемиот број од нив се вовлечени во трговија со луѓе од страна на лице кое што го познаваат. Значи, тоа може да биде член од семејството, може да биде близок пријател на семејството, познаник, значи, многу ретко се вовлечени во трговија со луѓе од лице кое што не го познавале или што туку го запознале. И би сакал уште да се навратам на претходната дискусија со Марија. Значи, иако нагласивме дека во Македонија сега најчесто и најзастапена е внатрешната трговија со луѓе, тоа не исклучува можноста македонски државјани да бидат тргувани надвор од земјата. Каде најчесто се тргуваат? Значи, најчесто се тргуваат во трговијата со луѓе почнува овдека, врбувањето почнува овдека, меѓутоа завршуваат во западноевропските земји. Ние имавме неколку случаи на македонски државјани кои што беа експлоатирани надвор. Една група на градежни работници во Азербејџан. Значи, таму беа експлоатирани не само лица од Македонија, туку и од Србија, Црна Гора и Босна во градежната индустрија, а исто така имавме бројка од некои 28 жени од Македонија кои што беа експлоатирани во Холандија на фарма за печорки. Тие беа идентификувани од страна на холандските власти и асистирани, некои од нив се вратија во земјава, некои останаа, продолжија да живеат во земјата каде што беа тргувани. Да, она што би сакал некаде сме при крајот на разговорот, во прегледот на корисниците според видот на експлоатација се посочува дека најголема е сексуалната експлоатација, па потоа е трудовата експлоатација. Почнавме така на почетокот, ќе прашам сега за крај. Дали треба да се посветиме на една експлоатација временски, да ја затвориме, па на друга временски, па да ја затвориме, или мора паралелно да се решаваат работите? Бидејќи веројатно да се искорени е исклучително тешко, бидејќи тоа е многу комплексен систем каде што и самата држава и незината состојба има влијание. Сметаме дека треба паралелно да се таргетираат сите облици на трговија со луѓе, бидејќи сите жртви се подеднакво изложени на тортура, на експлоатација, на травма и сите подеднакво заслужуваат да бидат идентификувани и спасени. Иако ние значи, работиме, ги третираме сите облици на трговија со луѓе, последната кампања која што ја организиравме беше фокусирана на трудовата експлоатација, меѓутоа секако не запревме да работиме и на превенција и асистенција на жртви од трговија со луѓе со цел друг вид на експлоатација освен трудовата. Марија, Отворена порта продолжува да работи и понатаму, и како и во изминатите 20 години. Има ли нешто за крај што би сакале да споделите со нас, а што не го споделивме, иако има многу да разговараме и веројатно следната ваква дебата треба да ја направиме дополнително со институциите присутни тука, во случај конкретно да речеме МВР, МТСП или пак МОН. Секако, да. Дали има нешто за крај? За крај морам да кажам дека треба да бидеме да се соочиме со реалноста. Реалноста дека трговијата со луѓе е реалност за Македонија. Се случува на секаде на светот, ама се случува и кај нас. Препорачувам за граѓаните да се информираат повеќе за темата и особено доколку видат им многу минимални знаци или нешто што посомневаат дека станува збор за ваква состојба, особено кај децата, жените, но и на мажите, да се јават на бесплатна СОС линија 0800 11 111, каде што може да добијат и информација, соодветен совет и каде што може да се обезбеди соодветна заштита за жртвите на трговија со луѓе. Но исто така би сакала да убатам порака дека и институциите особено треба да продолжат активно да се борат против овој феномен, особено повеќе да инвестираат во проактивната идентификација, да ги откријат случаите уште пред да се случи чинот на експлоатација, бидејќи на тој начин ќе ги заштитат лицата од травматски искуства кои што тешко се рехабилитираат, но исто така да се инвестира многу во сервисите и механизмите за заштита и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе. И секако нели треба да продолжиме граѓанските организации, институциите заеднички да работиме со цел да нели има поголем ефект, поголема заштита, но и правда за жртвите на трговија со луѓе. Да. Марија, благодарам. Јасмина,
Вам исто дека ви благодарам. И се гледаме, се надевам наскоро за да доразговараме за сето ова. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24. 24 анализа продолжува. Значи во однос на СОС линијата која што ја споменаа и гостинките, и ако нешто од сетова препознавате, значи 0800 11 111 или 0805 единици. Во продолжение по рекламите, во продолжение на 24 анализа, ќе можете да погледнете дебата во која што ја направивме во соработка со Македонскиот институт за медиуми, заедно со 9 средношколци кои зборуваат за перцепцијата на младите кон медиумите, но и генерално дезинформациите, лажните вести и се она што представуваат и социјалните мрежи во нивниот живот денес, како тоа се одразува, но како и им помага. Така што, верувајте ми, во следните 40 на минути вие ќе имате одлична можност да го слушнете мислењето на младите, за кое многумина во овие емисии кога разговараме, секогаш се вели дека младите го немаат својот глас, а тоа токму треба да биде така и да го имаме и нивниот и да го слушнеме. Останете со 24 анализа. Драги наши, добре дојдовте на оваа дебата која што ја организираме заедно со Македонскиот институт за медиуми. Дебата која се прави со средношколци, каде ќе разговараме токму за младите и медиумите. Но призмата е веројатно преширока да би ја објаснувале како таква, и затоа ако завлезам во објаснување на секоја од нештата, кое е поврзано со овие работи, би било премногу долго. А и зошто би зборувал јас, кога имаме до нас токму млади луѓе со кои што ќе можеме да зборуваме на три главни теми. Колку медиумите се битни за нашиот живот, односно колку тие влијаат на нашите животи, што би направиле младите кога би биле уредници на еден медиум, дали е телевизија, дали е радио или списание, се едно, како би го уредувале. И третата тема, како тие мислат дека треба да се користат социјалните медиуми. Разговараме заедно со средношколци кои доаѓаат од средните училишта Георги Димитров, Орце Николов и Никола Карев, а дополнително со нас присутни се Стела, Габриела, Ангела, Андријан, Анастасија, Ева К и Ева С, Милена и Ина. Добро дојдовте. Добри сте, спремни сме? Одлично, многу се радувам, влазеси ви што си седите, ќе седнам и јас малце подосна. Би сакал да започнеме со едно прашање кое што се однесува на веројатно нешто за кој одговор ми е до некаде познат, а може ќе бидам и изненаден. Дали гледате информативни емисии на телевизија? Информативни емисии се мисли на оние кои што се поврзани со политика, со економија, со пренос на информации, со вести. Па, јас лично не пратам премногу телевизија, но кога има нешто што ме интересира или што знам дека ќе ме информира за иднината или за нешто што се случува тековно, се трудам да го гледам, иако не ми го задржува вниманието толку долго, како што би ми задржало внимание нешто на телефон, односно преку интернет да гледам. Добро. Јас за разлика од Анастасија пратам понекогаш политички дебати, бидејќи тоа е еднината на државата и би сакал да биде добра еднината, биде бистра. Некогаш пратам и музички емисии, али поретко. Каде? Каде пратиш музички емисии? Кажи ми да знам и јас да пратам. Има на VH1 и MTV има понекогаш и тоа да. На другите, да. Јас ти реков за некој изненадување да нема во Македонија на некоја телевизија музичка емисија, затоа те прашав. Фала ти, Андријан. Да, јас се согласувам, односно поготово сега во овој период каде што бевме и во карантин со COVID-19 вирусот, почнав јас да пратам телевизија, односно сакам да сум запознаена со се што се случува, колку заболени има, дали има нека нова мерка, како во кои држави како што се одвива. Така што јас можам да кажам дека пред тоа не пратев телевизија, едноставно не ми интересираше. Пред тоа што се што ми интересираше можев да го најдам на телефонот, ми беше поедноставно. Ама сега можам да кажам дека многу повеќе пратам телевизија. И тоа, само за да бидам запознаена. Ова ми повлече едно прашање, ќе ви дадам и вам збор, ми повлекува прашање и можеби можете низ таа призма да го одговорите. Дали, например, откако почна пандемијата на коронавирусот, почнавте многу почесто да ги следите традиционалните медиуми, при тоа верувајќи им повеќе наспроти социјалните мрежи, кои што исто така се медиуми?
Ќе одговорам на ова прашање во оглед на вашата призма. Почнав со COVID-19 многу почесто да пратам конкретно вести, бидејќи податоците таму официјално се изнесуваат на граѓаните и не се, да речам, лажни податоци. Меѓутоа и пред тоа пратам политички емисии, како што напомена и Андријан, ќе се согласам со него, бидејќи ме интересира политичката состојба, економската состојба, како и здравствената состојба, да не ја заборавам, така што пратам телевизија, пратам емисии и тоа. Добро, за сега имам изненадување во одговорите. Одлично, да видиме дали ќе продолжи тоа така. Не пратам толку многу телевизија. Сега од како што го поставивте прашањето, почнав повеќе да гледам подредени конференции и како што спомна бројки на заболени, на починати, кои што ни се битни фактори во моментов во нашето живење. Меѓутоа, најчесто информациите кои што мене лично ме интересираат, или има премалку информации, или има премногу информации кои што се многу некако за мене досадни да ги пратам на телевизија. И најчесто кога ќе слушнам случајно низ дома некоја информација, отварам на телефон да проверам. И читам повеќе статии, читам од повеќе места и секогаш си ги проверувам работите кои што ги читам или кои што ги слушам. Добро. Повели? Па јас со некој нив ке се согласам, со некој не. Јас искрено информативниот дел сакам да го видам на телевизија, бидејќи се уште им верувам на медиумите. Мислам дека тоа што се кажува на медиумите, на телевизијата општо, мора да е реална и вистинска информација за да се пренесува, посебно која е информативната страна во прашање. Например, сега исто така следев за вирусот, за состојбата во нашата земја, така и така натака. Исто така следев и конкретно сега за училиштата, за отварањето на училиштата, како ќе тече процесот на едукацијата, како ќе продолжи понатака, како бидејќи тоа се теми што нас не интересираат младите. Тоа е едно од работите што би ја гледала на телевизија. Но јас лично не гледам политички програми, такви, мислам дека тоа е една преокупирана тема во нашата држава. Јас повеќе сакам забавниот дел на телевизијата, сакам да гледам музички програм, сакам да гледам филмови, серии, сакам да гледам и наши серии, филмови. Многу сум среќна кога ќе видам дека некој филм е добро направен, а е македонски, е наш. Но мислам дека тоа е во многу помал број него што е поистакната политиката и економијата во нашата земја. Добро, повели? Бидејќи ја поврзавме сегашната ситуација со тоа колку често гледаме телевизија, би сакала да кажам дека и покрај тоа што сега има многу работи кои што може да се пратат на телевизија, сепак кога ја добиваме информацијата така, ја добиваме со премногу детали кои што не ни се битни, затоа јас сепак се уште се држам понасебно на телевизијата и се што ми треба да дознам од интернет. Многу е поскратено, многу е појасно и само тоа што е потребно го пишува и така ме многу полесно се информирам. Овде ми се отвора едно прашање за кое што не само младите, но и голем дел од генерациите, дали предпочитате да кога се обидувате да се информирате, да прочитате само главен наслов и поднаслов, па дури потоа ако ве заинтригира, ако ве заинтересира да речеме насловот, па ќе прочитате текст и само скролате фактички на информациите без детално да се информирате за одредена ситуација и така го формирате мислењето. Ќе бидам искрена, најчесто читам само наслов и поднаслов. Дури да е интересно, нема да прочитам целата статија, само ќе поминам низ нејза и ќе пробам да ги одвојам битните делови, најчесто се болдирани. Многу ретко ќе прочитам целосна статија, бидејќи информациите што ни требаат се најчесто доста кратки. Добро. Првично, за да ми го привлече вниманието, битно ми е да биде нели тој thumbnail направен убаво, насловот да биде со јаки бои за да кликнам. И откако ќе кликнам, ќе излажам ако кажам дека читам ги читам оние главни наслови, можеби првата или втората реченица од секој пасос, меѓутоа тоа е тоа. Ептен ако треба се да прочитам за нешто што не е спомнато во насловот, меѓутоа во најголем број на случаи не читам се. Другите? Па јас искрено ќе се согласам до негде со нив, бидејќи јас ги читам насловите и мислам дека доколку не ја прочитам целата содржина, мислам дека насловите се на некој начин претерани и тоа е само за да се долови вниманието на читателите. А статијата може да нема никаква врска со насловот, што најчесто е така и најчесто лага насловот само за да го привлече вниманието. Така доколку е некоја тема што ме интересира, најчесто сакам да ја прочитам статијата, за да видам што точно
тврдат и што точно сакаат да кажат, бидејќи насловот нема никогаш врска со статијата и со мислењето во статијата. Така, фактички тука ми се отвора прашањето и дали знаете и што е кликбейт всушност како наслов. Повели. Да, јас тоа сакав да кажам. Се согласувам со Стела, се согласувам и со Ина и со девојчето, дека да, никогаш јас ќе го прочитам насловот кога е едноставна темата, ама нешто ако стварно ме заинтересира, ќе застанам, ќе прочитам, ќе размислам. Исто така мислам дека сега, поготово во карантинот кога бевме дома затворени, многу и уз родителите, например, почнавме да гледаме вести, почнав јас да читам, па после тоа ни беше темата на разговор и со нив, пред тоа што много време, сите сме дома фамилиарно, не е некој на работа, никој не брза за на училиште, за на курсеви и такви работи. За статиите, како што кажав, ако нешто навистина ме заинтересира, ако гледам дека има некоја подлабока приказна, ќе прочитам цела, а доколку не, тогаш само насловот и првите неколку реченици. Добро. Дополнително, освен нова прашање, сакам да отвориме темата која што веројатно многу брзо ќе ја затвориме. Дали читате списанија дома, не вие конкретно, него дома, и дали имате училишен вестник? Повели. Околу насловите, како што рековте, кликбейт, мислам дека тоа е премногу хиперболично представено на нас и има многу големи лаги се представуваат во насловите, така што во тој дел се согласувам и со Стела и со Габриела, но во другиот дел нема да се согласам со девојките, бидејќи јас ги читам сите статии до крај, затоа што на крајот на денот јас ги сортирам информациите кои што сметам дека мене ми се потребни, и има статии кои што нормално не интересираат доволно, меѓутоа се важни да бидеме информирани сепак за таа статија, така што читам се. Добро. Сметам и се согласам со што кажаа до сега. Сметам дека статусите највеќе се базирани на личната индивидуала и се еден вид на огледалом, сам јас така ги согледувам. Сакам да ги читам, зависи всушност што ме најмногу ме интересира. Насловите се првиот впечаток што паѓаат на очи, значи нешто што од тој статус дознаваме, од тој текст и наслов дознаваме за што се работи статијата. Сметам дека телевизијата исто така зостанат принцип на пренесување на информации, барем кај нас лично, во другите држави можеби ги не. За списанија можам, значи телефонот да го клучам во една минута, можам да побарам што ме интересира и да најдам. Затоа и не ја користам телевизијата толку многу. Да се надоврзам прво за статиите. Најискрена ќе бидам, си правам селекција на кои статии и на кои теми сакам да читам. Мене тоа ми треба, искреност буквално, за да може да ја дознаеме сликата на она што представува млади медиуми и поврзаност, односно неповрзаност. Си правам селекција на темите на кои што статии читам и најчесто си ги читам тели, бидејќи се согласувам дека треба да сами правиме селекција на што ни е најбитно. Насловот да е супер и ова и она се десило, меѓутоа најчесто тоа е кликбейт како што напоменавте. Добро. И ние сме сите, поготово нашата генерација, претпоставувам дека сите сме премногу запознаени со тоа што дури првото нешто што помислуваме е дали е кликбейт или не е. Сакам да се надоврзам исто така за списанијата. Дома од списание најблиску што стига е билтен. Буквално ништо друго не се чита, ништо друго немаме дома во тој смисол. Имаме некои стари што стојат само од страна. Воопшто не се читаат списанија бидејќи се ние на интернет. И приметувам дека повеќето од некои постари списанија што никогаш постоеле целосно се префрлаат на интернет. Има многу магазини кои што се на интернет, кои што имаат своји веб страни, кои што имаат своји страни на социјалните медиуми. И за училишен вестник не сум запознаена дека ние во училиштето Никола Карев имаме. Меѓутоа, мислам дека нема ни потреба. Така. Бидејќи нас не ни е потребен вестник, туку ни е потребна информација што ќе добиваме побрзо и полесно. Како, на пример? Имаме пример ние во Карев, имаме мала заедница на многу талентирани луѓе кои што сакаат да прават работи, се вика Art House Карев, каде што имаме Instagram страна, имаме Facebook страна и најчесто информациите за ние што направиме, некои настани, некој подобар филм, некоја подобра театарска представа која што сакаме да препорачам, идат по тој медиум. Дали ви се има случајно да речеме да се зафатите за одредена информација, да ја читате и читајќи ја доаѓате до ситуација да се чувствувате измамено, бидејќи кога сте стигнале до одреден дел од текстот, сваќате дека читате, ајде ќе се изразам, глупост. Лага, дезинформација. Дали тоа ви причинува некакво чувство? Дали, например, не знам, ви предизвикува
гнев зошто некој објавува лажни информации, па дури денес и се случува да читаме вести за луѓе кои што ниту се познати, ниту се значајни, ниту пак некаков вид на влијание имаат во општеството. Повели? Ние во нашата генерација мислам дека ќе се согласат и повеќето од присутните. Мислам дека веќе сме навикнати на лажни информации, дезинформации и така натаму, така што мислам дека не е големо изненадување доколку на половина статија дознаеме дека не е ништо важно и дека нема поврзаност. Околу препознавањето на лажни вести, позитивно искуство од моја страна е присуството на Erasmus Plus проект поврзан со медиумска писменост, каде што не научија да препознаваме лажни вести. Секогаш изворите се од некаков заоблен вид, никогаш нема конкретен датум, време, информација, туку се обидува да се заобиколи на главниот фактор кој што е означува на одредена новост. Поготово сега, пред да започнеме со училиште, имаше премногу дезинформации кои што се ширеа наоколу и светам дека гнев е многу силен збор, меѓутоа точно дека е многу неубаво чувство кога ќе имаме или надеж дека нешто ќе биде или пак ќе нафати страв дека нешто се случува и потоа да знаме дека всушност тоа не е вистина, нашите емоции поврзани со информацијата се невалидни, нели, бидејќи информацијата не е точна и тоа навистина не е пријатно. Да, ми се допаѓа што рековме дека гнев е многу силен збор, се обидував да најдам некој соодветен, одлична забелешка. Андријан? Кога сме кај училишни вестници, мислам дека веќе тоа е, да не кажам, постара форма на изразување во училиште. Меѓу нов вид на изразување може да се каже дека е подкастот, што сметам дека секој училиште треба да го има и дека поголем дел од учениците би следеле подкастот, зашто тоа би биле актуелните теми, нели? Од што се случуваат во училиштето и меѓу младината, културни настани и слични. Дали би направиле некој од вас свој подкаст како медиум? Јас долго размислував. И зашто би го користеле во смисла што би пренесувале на него? Би имал определено кој ден во неделата за што би бил. Добро. Би ги разгледувал новостите, би разгледувал што се случува на неколку нивоа, би, нели, има неколку смерови во училиште. Прво би разгледувал по наука, математика, физика, биологија, хемија. После би имало нешто за јазици, нешто за култура. И дефинитивно би имало за општеството и за социолингвистички работи. Добро, низ погледот на ова со имањето свој подкаст, истовремено сакам да ви го поставим прашањето да размислите, кога би биле уредник на телевизија, на радио, на списание, како би го уредувале? Нека е и подкаст еве во случајот, баш ме интересираат темите, кога би биле уредник, што би смениле во традиционалните медиуми, повели? Мене многу ми се допаѓа идејата и дефинитивно би се придружила и логистички, организацијски. После се договараме. Да, се договараме. И би вклучила дел каде што можеби еден ден во неделата би се разговарало со различни средношколци кои што се активни на различни теми, бидејќи многу не сме свесни колку околу нас луѓето прават разлика. Сакам да би направила, ако одиме за некоја мрежа на која што ние би направиле, би биле уредник, преби социјален медиум, бидејќи е многу попристапен до нас младите и како млад човек би си ставила целна група да ми бидат младите и највеќе би зборувала за актуелни теми, за некои проблеми што ни се случуваат, некои проблеми за кои што нема доволно застапеност, но некои што има застапеност, но пак треба да се разговараат од наша перспектива. Не ми се допаѓа што поголемите медиуми зимаат за збор да зборуваат за нас и нас што ни одговара, а нас не прашуваат. Ако сакаме да зборуваме за која настава принцип еве сега актуелно, би била најсоодветна. Мислам дека е подобро нас да не прашаат за ние да си кажеме ние што мислиме. Ние во Ѓорги Димитров организиравме, јас и уште неколку мои соученици, организиравме еколошки клуб кој што се однесуваше на глобалните проблеми околу екологијата. Меѓутоа, имавме денови во неделата, се одржуваше 3 пати неделно, од кој што еден ден означуваше и чистење во дворот, чистење во училиштето и така натаму. Така што еден ден од неделата се однесуваше на глобални проблеми кои што не засегаат само еколошкиот сектор. Доколку јас би била да направам подкаст или било каков социјален медиум за моето училиште или било како,
Се согласувам со двете размислувања и би додала само дека би се заинтересирала повеќе околу факултетите. Бидејќи јас се интересирам за факултети надвор и факултети тука има многу ученици кои што ќе се запишуваат, меѓутоа никој од нас не е доволно информиран околу смеровите, стипендиите, како се одвива целиот тој процес, така што јас би го надополнила и тој дел таму. Добро. Јас ќе се надоврзам на тоа дека дефинитивно би сакала да има подкаст секој училиште, бидејќи таму можат многу теми да се дискутира на многу теми. И подкастот мислам дека може да служи како еден вид на настава, односно има многу аспекти во нашето образование кои се изоставени, например психолошкото здравје, психологија, односно односите меѓу луѓето. Многу деца имаат страф од нешто, како да му пристапат на некој човек или како да зборуваат со некого. Тоа може многу лесно да се разговара за таа тема на подкастот и да се даде храброст, да се охрабрат тие деца. Исто така и сексуалното образование е многу табу тема кај нас, која може многу лесно да се пробие преку подкаст. Како најчесто се прикажани младите во медиумите, особено во телевизиите? Бидејќи сме представени како многу незаинтересирани за се што се случува и како да идеме цело време во спротивност со она што ни е прикажано. Меѓутоа тоа не е точно и дека преку подкасти и социјални медиуми може да допреме до другите млади, вистина. Меѓутоа доколку сакаме да допреме до сите, односно и постарите генерации, сметам дека и покрај тоа што весник е застарен медиум, училишен весник би било добро за да ги прошириме нашите идеи, нашите гледања и кои всушност ние сме кон постарите генерации. Мислам дека и таа дури мала застапеност на нас младите во медиумите е многу погрешна, бидејќи сите тука сме свесни дека никогаш не сме прочитале нешто добро за нас, иако правиме многу добри работи. Секогаш се пишуваат негативните работи кои што се случуваат и општо сите луѓе кои што ги читаат тие медиуми или гледаат телевизија како и да е, не перцепираат нас како негативци, можеби и сметаат дека не треба да сме вклучени. И мислам дека треба да се промени тоа, да се вклучиме ние младите и да можеме да покажеме дека всушност и ние правиме многу добри работи. Целосно се согласувам со тоа што го изјави, бидејќи сме засенети од негативните вести, а позитивните не се објавуваат доволно колку што треба да бидат. Меѓутоа, по моje размислување, една тема на која што треба многу повеќе да се зборува и да се прошири низ социјалните медиуми е сајбербулинг и психичкото здравје на децата, бидејќи голем дел од учениците почнувајќи од основно школа па се до средно и крајот на средно факултет и така натаму, се жртви на сајбербулинг, меѓутоа делуваат незаинтересирани и тивки и така натаму затоа што не се доволно храбри заради стереотипите кои што ги имаме во нашата држава, бидејќи кај нас е стереотипно да се посети психијатар, стереотипно да се посети психолог, што е многу лошо, бидејќи секој има потреба од разговор, а некои луѓе го немаат, ја немаат таа привилегија да имаат доверливи пријатели, родители и така натаму. Така што сајбербулинг е тема на која што многу повеќе треба да се обрне внимание. Одлично, ми отворивте тема која секако ми беше планирана да ја разговараме, така што може и за сајбербулингот и за она претходно. Сакам да се надоврзам и би кажала спротивно малце на присутните дека Дебата. Да. Yes. Малце контра. Сметам дека сме застапени ние млади. Од мое лично искуство пак зборувам, дека јас сметам дека сме застапени во медиумите. Можеби не сме толку промовирани колку што се некои политички кампањи или слично, меѓутоа никој не е промовиран колку нив. Добро, извини. Ништо, тоа е точно. Меѓутоа сметам дека сме застапени и сум релативно задоволна бидејќи се зборува за што прават младите. Има многу иницијативи, скоро за се што спомнавме тука, од сајбербулинг до ментално здравје, до екологија, за се има веќе некои иницијативи на млади, се промовираат тие, можеби не се промовираат
на идеално ниво колку што ние би сакале, меѓутоа се промовираат и сметам дека и тоа е голем успех. Секако има простор за напредок, меѓутоа и тоа е некаков успех. За сайбербулинг, исто така сакам да напоменам дека ние, иако збориме се супер за социјалните медиуми, социјалните мрежи, како ни даваат информации, мислам дека сите сме свесни дека и влијаат лошо на нас. Нас не ставаат во позиција да реагираме лошо спрема другите во некои одредени ситуации и другите да реагираат лошо спрема нас. Се дешава да има фейк акаунти, се дешава да има споделување на слики непосакувани, споделување на муабети непосакувани, секој може да направи фотка од што сме зборале, од што сум пратила, од што пратил и тоа да се сподели, да отиде по насока која што не е. Мислам дека е потребно, бидејќи ние се да ги користиме медиумите и знаеме како функционираат, знам како да уклучам Инстаграм и да ставам слика, меѓутоа не сме запознаени со што е етички правилно ние, како етички правилно ние да поставиме на тие медиуми и како ние да се поставиме и кои слики се окей да се споделуваат, кои не се окей, кои информации се окей да се споделуваат, кои не се окей. Многу е битно ние да правиме разлика кого прифаќаме и кого не треба да прифатиме, да не следи, да не ги гледа работите кои што ги поставуваме. Како прифаќате нови пријатели на социјалните мрежи? Моите, за мене лично. Лично ве прашувам. Да, се ми е затворено и прифаќам само луѓе што ги знам. Добро. И дали препознавате лажни профили кога ќе се обидат да ви стапат за пријателство? Да, но не секогаш се дешава некогаш и да не ги познаеме. Кетфишингот е сериозен проблем во денешно време, затоа се дешава некогаш и да не ги познаеме, меѓутоа тоа е малце треба за да знаеш. Добро. Кој е кој. Дали ви влијаат социјалните мрежи на секојдневието? Дали во одлуките? Што е ин, што е аут, што е окей, што не е окей? Значи дали и во тоа влијае? Повели. Сакам да напоменам една тема која што мислам дека не се спомена до сега. Тоа е колку ние веруваме на социјалните мрежи. Ќе се надоврзам на темата Андријан што ја почна околу трачевите на девојчињата. Доколку се пушти одреден трач за девојче, веќе 15 минути, 20 максимум се знае и распространете трачот низ целото училиште. Никој не се осврнува кон девојчето за кое што е трачот, дали на вистина се случило, што се случило, дали треба разговор и треба поддршка. Туку одма се оди на стереотипниот момент, го направила тоа и тоа, да се тргнам од неа или да дознам уште нешто, да распространам уште нешто. Околу тој проблем мислам дека многу се верува на социјалните медиуми. Што повторно се прави уште еден булинг дополнителен веќе на жртвата која што била. Така е. Булинг, добро? Дефинитивно. И мислам дека тој булинг колку е психички, толку е и физички. Затоа што девојчето се одбегнува, се вртат грб, погледи на сите страни и тоа повторно придонесува и на психичкото здравје. Мислам дека ова што ќе го кажам ќе се надоврза со двете претходни мислења. Добро. Бидејќи кажавме веќе дека ние како млади се чувствуваме обесправени поради начинот на кој што сме представени преку медиумот, традиционалниот медиум, и како постарите генерации нас какви мислат дека сме. Меѓутоа, со социјалните медиуми гледаме дека немаме притисок само од другите генерации, туку и помеѓу младите има многу стереотипи и не се разбираме меѓусебно. Сите, како што веќе спомнавме за трачевите, се гледа да се бутне оној кој што е до тебе, покрај тоа што е млад како тебе, поменувате низ истите проблеми. И ова секогаш било така, но сега со социјалните мрежи е многу полесно да бутнеме некој, да измислиме нешто за некој, дури да е вистина. Многу е полесно нешто лошо да се расшири брзо и ако почне како вистина се додаваат информации и многу ретко останува само тој факт. Сепак секогаш станува приказна која што има премногу лаги во неа. Така што сакам да кажам дека и покрај тоа што сме сите на социјалните мрежи млади кои што комуницираме меѓусебно, треба многу повеќе разбирање. Не само од другите, туку и ние меѓусебно. Сакам друг аспект на социјалните мрежи да воведам, тоа е аспектот на лачење на хормони. Ние самите, кога ќе го фатиме телефонот и ќе отвориме Инстаграм или Снапчат или Фейсбук, било што, имаме огромен скок на концентрацијата на хормоните во нашето тело, особено хормонот на среќа, серотонин. Тој хормон не прави се повеќе и повеќе да бидеме зависни всушност и затоа некаде се прави паралела помеѓу дрогата и
социјалните на социјалните мрежи, бидејќи всушност и затоа девојчињата се повеќе и повеќе кога еднаш ќе постира некоја девојче слика, сака следна слика, и уште една, бидејќи таа добила. Што најчесто постираат твоите пријатели, другари или оние кои ги следиш на Инстаграм конкретно, што најчесто се постира таму? Па, јас следам многу различни акаунти, пријателите од што ги познавам лично, најчесто постираат фотографии од лични искуства или каде биле, што правеле и слично. Така. Например, има и некои медиуми што следам, например, Радио МОВ, исто така Слободен печат. Има некои инфлуенсери што следам, има некои страни кои ми помагаат да се подобрам во некоја вештина или некои факти каде што ќе можам да научам. Всушност, како Инстаграм мене ми служи како еден весник каде што можам сите мои желби и потреби да ги задоволам. Желбата за да кажам трошење на време, односно релаксација. И исто така можам да најдам и некои новости и факти, може и за минатото и за иднината, некои воведи во нови теми. Добро, фала ти. Продолжуваме во истиот контекст. Со социјалните мрежи секој добива своја платформа и публика му е целиот свет. И свој медиум. Да, и свој Тоа медиум. е медиум, да. Ги спомнавме повеќе негативни страни, Добро. меѓутоа сега ќе зборувам за говор на омраза. Точно дека секој има право на свое мислење. Меѓутоа, кога тоа мислење е за други луѓе, мора во предвид да ги земеме чувствата на сите и многу е битен начинот на кој што ќе го искажеме она што го мислиме. Исто така многу е битно да не помешаме мислење со дезинформација која што би сакале да шириме. Доколку јас имам мислење дека нешто не ми се допаѓа, тоа е во ред. Меѓутоа јас да измислувам негативни работи за да поттикнам и на други луѓе да не им се допаѓа истото нешто, тоа е веќе ширење дезинформација и тоа е говор на омраза. Спомнавме многу негативни страни, меѓутоа сакам да кажам и дека е многу убаво што секој има платформа. Секој може да е слушнат, може да изјави што сака. Има, нели, кажавме негативни страни, меѓутоа свое мислење да сподели на нешто на кое што работи и тоа е многу добро. Дали лесно ги прифаќате, например, тие трендови кои што се однесуваат на постирање селфиња, провокативни фотографии, видеа, исчезнувачките оние што се со по 10 секунди, дури на Viber сега веќе има таа опција и на Snapchat и слично, повели? Лично јас не, меѓутоа многу голем дел од младите го прифатиле тоа и не го сметам за погрешно, бидејќи сепак е нивно право. Тоа што го сметам за погрешно е правото што другиот си го зима да го скриншотне тоа и потоа да го споделува. Еве конкретно лани овој период имаше фама со оноа што беше јавна соба. Јавна соба, да. И ние на класен час имавме дискусија за ова. И сега очекував машките да бидат како па што си праќала, сега нека си се сноси со одговорностите. Затоа што бев најмногу разочарана е што и девојчињата го делеа истото мислење и мислам дека треба да се крене свеста малку за тоа дека може да влијае многу лошо на нашето ментално здравје, како другите какво мислење имаат за нас, каква е нашата репутација. Уште полошо е кога таа слика не е ни вистинска, туку фотошопирана. Добро, повели? Вака, искрено моето мислење е кога ги спомнавме провокативните слики или нешто, дали ќе биде тоа текст, дали ќе биде било што нешто што не сакаме да биде експонирано, да биде препраќано, сметам дека тоа зависи само од нас. Јас, доколку одлучам да пратам таква слика, морам да се сносам со последиците дека ја праќам први на момче, што може веднаш да ја прати на други, да скриншотне, кога веќе ќе биде скриншотната сликата, тука веќе ја немам што да направам. Затоа сметам дали е момче, девојче, од било која возраст. Тоа зависи само од мене, а морам да се сносам со последиците дека може да биде препраќена сликата. Значи, треба сама со себе да се одлучам дека нема да го правам тоа или дека ќе го правам доколку сакам. Моја мислење е дека причината зошто ние толку збориме за ова, мислам сите тука што сме присутни, е бидејќи социјалните мрежи како Инстаграм, како Snapchat, како Facebook, како било која што ќе ви текне, ни стануваат социјални медиуми со тоа што ни даваат нас платформа ние да сме новинари, ние да известуваме што сакаме, ние да вадиме информации што нас не одговараат. И нашите пријатели
пријатели, followers, следбеници, ја пренесуваат тие информации или не ја пренесуваат. И затоа е толку битно, затоа и се битни тие трачеви, тие негативни, тие позитивни ствари, бидејќи сепак нас ни дава платформа, веќе не е еден весник што се го читаат. И не е веќе што тој весник ќе објави и ние сите ќе го прочитаме и само таа информација да ја имаме. Сега имаме во дланка ни стои опсег на информации кои што не можеме да ги дочитаме сите, значи стварно не можеш да прочиташ се што ќе ти кажуваат. И лажни вести можеш да провериш, извори можеш да провериш, можеш да стигнеш до човекот, до сведокот што бил на таа случка, што е многу битно и сметам дека е многу важен сегмент во развојот, во дигитализацијата на светот, бидејќи веќе, како што кажав, не е еден вестник, е само тој што ќе пише тоа е. Знам дека има закони кои што нели одлучуваат што ќе сподели и што нема да сподели, меѓутоа пак ти кога ќе видиш од повеќе страни. Не, зборам за вестниците, да. Сега имаш повеќе опции и ти можеш да бираш на кој ќе веруваш. Јас објавам едно, она објави за истото друга прича, она објави за истото трета приказна. Можеш да бираш ти на кој ќе веруваш и под кој основ и кои мотивите си ти да веруваш на таа случка, на тој настан, на што и да е. Сметам дека социјалните мрежи ни даваат многу голема слобода, ние да се изразуваме на позитивно и на негативно, се разбира, секогаш ќе има и негативно и позитивно, меѓутоа колку повеќе работиме на таа етика што ја спомнав претходно на социјалните мрежи, на социјалните медиуми, толку подобро ќе се снаоѓаме ние и ќе ги добиваме информациите кои што треба да се добиваат, а не трачеви. Бидејќи рече, нели, едно ти споделуваш за истото, друго таа споделува за истото, трето таа споделува. Дали повеќе ве привлекува да одлучите дека ќе верувате неизе, а можеби незината информација не е вистинита, само затоа што и верувате незе директно, не на самата информација како е напишана? Многу играат улога и двата сегменти кои што ги спомнавте, бидејќи се разбира дека јас ќе гледам, ќе верувам на таа приказна во човекот во кој што имам доверба. И се разбира дека ги гледам фактите дали се поклопуваат со едната приказна и со другата приказна. Кога веќе се поклопуваат, тие факти. Јас сум повеќе ги гледам фактите во реална слика, така што доколку приказната се соочува со реален факт и карактерот на личноста за која што се шири трачот, тогаш ќе поверувам до одреден степен. Добро. Сакам да напоменам малку на психологијата на човековиот мозок, околу лажните факти, лажните вести, и човекот многу е поверојатно да даде внимание на стварите што не се согласува, бидејќи сака да види зошто не се согласува или пак да си го продлабочи мислењето дека стварно не се согласува. И тоа го вклучува човекот да размислува на тоа и фактички тие што ја пласираат лажната вест добиваат многу повеќе мок, што фактички ги гледаат луѓе, имаат луѓе што може да се потпрат, да кажат видете еве ги гледаат, точно е. Јас сакам да се надоврзам на тоа што го кажа Ева, дека всушност ние, младите, имаме многу моќ на социјалните медиуми. Ние можеме да објавиме тоа што ние сметаме дека е правилно. Сега, јас дали ќе верувам на нешто што некој друг го постирал, тоа зависи до мене. Јас лично ги проценувам луѓето колку лесно можат да бидат изманипулирани, односно колку лесно ги прифаќаат стварите здраво за готово. Јас ако во некој верувам, имам доверба во некој, не значи дека тој човек не може да биде лесно изманипулиран. И затоа не можам да кажам дека јас мојата одлука на кого да верувам, ја базирам на тоа колку доверба имам во човекот, бидејќи секој човек има различен карактер и различно ги прифаќа работите. Само последното прашање ќе го одговорам, лично за мене, бидејќи доста тешко верувам, дури во живо кога некој ќе ми каже информација, малку скептично ја гледам, не ја прифаќам веднаш. Меѓутоа таквиот проблем уште повеќе го имам на социјалните мрежи, бидејќи кога не сум со некој во живо, тој осет на дека верувам на личноста се губи и скроз се фокусирам на фактите. Така што тоа исто така би го додала како една позитивна страна на социјалните медиуми. Добро, и уште еден одговор тука на овој дел досега. За крај едно последно прашање ќе ви поставам да го размислувате, кое што ме интересира. Дали сметате дека во денешно време повеќе ве не контролираат традиционалните медиуми или социјалните медиуми и колку тие имаат големо или немаат тоа големо влијание врз нашите животи?
Повели. Дефинитивно социјалните медиуми многу повеќе влијаат на нас. Тоа е многу очигледно и баш мислам дека можеме сите во еден глас да одговориме. Затоа што ќе отвориш вести, можеби некој од нас, можеби некој од младите, и ќе зирнеш нешто, меѓутоа како што влијаат социјалните медиуми, не влијае ништо друго. Ни обкружувањето не влијае толку, и тоа е реалниот моабет. Мислам, процентуалното е поголем. Повеќе влијаат они него што влијаат, не знам, врсниците, и тоа е факт со кој што мора да се справиме и мора да работиме на тоа, бидејќи тоа може да влијае и добро и лошо. Добро. Мислам дека накратко може да се резимира од целата наша дебата, дека социјалните медиуми се од многу поголемо влијание од колку традиционалните медиуми. Позитивни, негативни аспекти има од двете страни, меѓутоа како крајно дефинитивно се социјалните медиуми кај сите, и кај нас, и кај можеби 5 плюс години генерации и тие што доаѓаат сега. И кај нас постари. Добро? Сметам дека социјалните медиуми се повеќе застапени, можеби поради тоа што самата држава се пренасочува кон реализација на тие случувања и настани кои што ги имаат веќе реализирано другите држави, и така своеволно, значи, се преминува државата со таков менталитет кон тоа. Ние сме можеби социјалисти повеќе затоа што сме израснати, такви ни се генерациите моментално. Таков и светот во денешницата, бидејќи на виделина доаѓаат некои факти и случувања кои што и во минатото се случувале, но не биле доволно изразени, и сега кога ги се изразени, конзервативните мислења тука влагаат во дилема и во дискусија каде што нив тоа не им одговара. И јас не знам и терминологијата за конзервативец и човек кој што традиционален, како ние толку се разликуваме од традиционалноста, што сме социјалисти, што сметаме дека нашиот глас треба да се изрази. Која е таа една разлика која што влијае тука во традиционалноста и во социјалистот? Значи не можам да разберам, бидејќи почитувам секаков човек, сметам дека дали си традиционален, дали си конзервативец, те почитувам и ќе така сакам се дека ти го почитуваш моето мислење. Да има еден баланс во нашата држава кај што и конзервативното мислење и социјалистичкото мислење, и нашето мислење во кое што јас еве се наоѓам, треба да се избалансира и да биде еднакво. Сакам мала реплика да направам. Мислам дека не сме социјалисти, живееме у капитализам и демократија, и има многу видливи белези капитализмот, бидејќи социјалните медиуми може да се каже дека се одлика на капитализмот, поготово социјалните мрежи, бидејќи тие го имаат најголемото влијание. Не знам, јас мислам дека секој човек што е способен да ги прати, кај нив го има најголемото влијание социјалниот медиум, бидејќи тоа не обкружува навсекаде и направено е да е зависно, да оди на подсвесна страна. Мислам дека секако, како што кажа другите, многу повеќе ни значат социјалните медиуми и нивното мислење, односно мислењето на луѓето на социјалните медиуми, бидејќи тоа се всушност луѓе слични на нас. Не може да ни значи мислење на некоја група во која што ние не сме вклучени. Баш заради тоа нас не повредуваат коментарите на традиционалните медиуми, и онаа група која што е на социјалните медиуми, односно ние младите, го делат нашето мислење на некој начин, горе-долу, и затоа мене лично многу повеќе би ми значило што ќе каже некој од мојата гимназија или од друга гимназија, отколку некој политичар или некој еве пензионер и слично. Само ќе се сложам со сите дека социјалните мрежи ни се на прво место, и тоа е тоа. Мислам дека така ќе продолжи да биде цело време. Па јас нема да одговлекувам, само ќе се сложам со тоа што кажа. Мислам дека кога се работи за социјалниот свет, сите согласуваме дека тоа е, сите сме дел од него и сите го правиме тоа, и тоа само ќе се согласам со сите. Добро. Анастасија, за крај со тебе почнавме, со тебе ќе завршиме, повели. Така е. Значи можеме да заклучиме дека сите се согласивме дека на сите повеќе ни влијаат социјалните мрежи, односно модерните медиуми. Но ние сепак ги заборавивме оние личности кои немаат пристап до интернет. Тоа е малце тажната страна, и сметам дека на тие личности им влијае повеќе традиционалниот медиум, бидејќи немаат пристап кон модерниот медиум. Но како поминува времето, се повеќе и повеќе и тие се интегрираат, државата се труди да им овозможи на нив, особено сега, многу деца се воочи дека немаат пристап на интернет,
и се бараат начини како и тие да се вклучат во тоа, бидејќи всушност целото општество го следи патот на социјалните медиуми, бидејќи социјалните медиуми служат како пример за се во денешницата. Добро. Благодарам многу и за сите споделени мислења. Морам да признавам дека многу убаво ми дојде. Прво, некои работи ми се забетонираа така како што сум мислел, сум сватил и сега сватив дека се така, а дополнително научив и многу нешта. Стела, Габриела, Ангела, Андријан, Анастасија, Ева, Милена и Ина, ви благодарам многу и се надевам дека ќе се видиме некој следен пат повторно ако сакате. Ви благодариме и вам. Благодарам.